Специјалната олимпијада ни е тема во фокусот и ако Драган Караджовски беше пред некој период кај Цеци Иванов, чинам дека се јави од Торино, меѓутоа сега една одлична тема на разговор со две прекрасни дами и Стефан, нашиот херој кој што денеска даваме аплауз. Ќе говориме за оние кои што можеби се прашувате. Специјалната олимпијада е некој формирана во далечната 68 од страна на господја Јунис Кенеди Шрајвер, како и со помош под покровителство на фондацијата Џозеф Кенеди Јуниор, пошто ова движење се шири низ Соединетите Американски држави и целиот свет. Додека јас говорам, само ќе имате прилика вака да ги гледате овие фантастични херојски мигови моменти. Во 88 бил подпишан договор меѓу Специјалната олимпијада и Меѓународниот олимписки комитет за официјално признавање на Специјалната олимпијада и одобрување всушност на олимпиското партнерство. На тој начин се признава и постоењето и работењето на Специјалната олимпијада со тоа да се постигне договор за создавање партнерски односи на ниво на двете олимпијади. И велат по повеќе месечни подготовки, веќе 17 декември 2002 се одржува основачко собрание, пошто официјално отпочнува со работа и примена на веќе етаблирани меѓународни програмски заложби и македонската национална програма Специјалната олимпијада Македонија. Во досегашното работење и всушност портфолио може да забележиме многу спортисти, еве како и Стефан, кој што е апсолутно ветеран веќе на оваа сцена. Ова ќе биде одлична прилика некако да ве запознаеме и првите воздишки и одличја и медали некако да ги споделиме со вас. Јас и Цеце му ги позајмивме малку на Стефан. Малку да почувствувам како е да биде ова сребро кај мене. Да се почувствам херојски, Стефан. Да. Еве ќе го поздравиме нашиот херој, како што Марко веќе неколку пати напомена, Стефан Трпковски, кој што беше еден од учесниците на годинешните или последни специјални зимски олимписки игри кои што се одржаа во Торино во Италија, но тука заедно со Стефан се секако и Моника Бошковска, која што е председател на Специјалната олимпијада Македонија, и Катерина Јолаковска, која што е главен тренер по спортски танци, нешто што изминативе години многу го поврзуваат, нели, танцот со Специјалната олимпијада, па веќе и официјално, нели, можеме да кажеме дека е дел како спорт и Македонија таму бележи големи успеси. Генерално ќе зборуваме за вашиот престој во Торино, но ќе зборуваме и за инклузијата на светско ниво, што тоа значи, докаде е Македонија на тоа поле. Прво да посакаме топло добре дојде. Стефан, добре ни дојде во студиото. Добро ни дојдовте. Ќе пренесеме ли импресии? Неодамна се вративте и медиумите пишуваа за вашето учество таму. Ние успеавме да ве лоцираме прикуите Драган Караджовски за во првите денови, ако не се лажам, од вашиот престој на зимските олимписки игри. Нешто што навистина за Македонија треба да биде горда на еден ваков момент, затоа што овие атлети се вистински амбасадори на секаде во светот. Ама најбоме кога македонските пишани медиуми ги споделуваат овие приказни и се случува една експанзија и многу ми е драго што Торино и македонската делегација беше така некако тема фокус. Се потрудивме ние оваа година, не испрати од Министерството за спорт, која што институција која што стои позади нас и така треба да биде. Оваа година горда сум да кажам дека успеавме да испратиме 13 члена делегација, од кои што 6 беа атлети кои што се надпреваруваа во 4 различни дисциплини и се вративме со 4 медали. Значи, тука и медалјата. Така? 3 сребра и едно, да, 3 сребра и едно четврто место, значи тоа е голем успех за нашата мала делегација. Јас ќе кажам само огромна благодарност пред се на атлетите кои што успеа за многу брзо време да се подготват. Огромна благодарност до нивните семејства кои што стоја позади нив и ги носеа на интензивните тренинзи, кои што навистина доведоа до вакви резултати. И ќе се заблагодарам на тренерите, лично на Кате ќе се заблагодарам, затоа што таа прв пат, да кажам, влезе во специјална олимпијада и појде на една ваква голем настан на зимските олимписки игри. Јас сум била претходно и знам што значи тоа. Меѓутоа, јас тука ќе дозволам на Ката да го каже, знаете како, тоа е секогаш личното искуство е многу поврзано на тоа, за тоа дали се препознавате во оваа организација или не. Јас првиот пат кога сум имала можност да појдам на таков некој настан,
видов дека се препознав и дека сакам да го работам тоа. Така да Кате кажи. Кате, како си помина? Што значи да бидеш дел од македонската делегација? Јас сум многу благодарна што специјалната олимпијада од Македонија ја вклучи Еурека во целата оваа приказна и јас имав таа чест да работам со Стефан и Стефани Кралевска од Еурека да работи со Стефан и со Илина, заедно работевме. Ние имавме можност да учествуваме во спортски танци и нова дисциплина, Кате, така вклучена последниве години? Тоа е прв пат официјално со бодување и со награди. Пред 4 години на Зимската олимпијада беше било тестирање и сега е веќе тестот поминал. Да има адаптација, како ќе помине. Сега тестот поминал добро и оваа година беше официјално надпреварувачки. Искуството е огромно, мислам, неспоредливо со ниедна друга организација. Ова е можност за големо вмрежување, за големо докажување, размена на искуство и навистина голема промоција, афирмација на државата, особено кога се работи за специјална олимпијада и за оваа категорија на учесници, навистина е предизвикот голем. Мислам дека ние максимално го искористивме оваа можност. Разменивме многу контакти, многу искуства и тие мрежа на контакти продолжуваат и остануваат. Па вие кажете зад камери дека всушност специјалната олимпијада и самото јадро, мислам и корпус од луѓе дека има најмногу конекции кои што може да се Моето видување е така, ако не грешам, дека е тоа собир на многу организации на едно место. Гнездо. Да, трае многу денови и можност за комуникација, размена искуства и понатамошна соработка е баш голема. Да, и прашувајќи ве, дали би можеле некој пат да бидеме ние домаќини, велиш, Моника, дека тоа е вистина габаритна сценографија, продукција и можеме да забележиме дека тоа рамо до рамо со сите оние светски продукции кои што се нудат, да речеме, вака со некои манифестации. Не, јас ќе кажам дека тоа е пандан на Олимписките игри. Практично, ние во 2023 бевме во Берлин дел од летните Олимписки игри и ќе кажам дека целиот град буквално во тие 10 дена живее во игрите, односно навистина треба огромен капацитет за тоа што поготово летните олимписки имаат повеќе од 170-180 делегации и можете да замислите колкав број први не на учесници, а потоа ќе кажам дека секогаш бројот пак на волонтери кои што помагаат, затоа што сепак мораме да земеме во предвид дека тоа се атлети кои што се со интелектуална попреченост и навистина волонтерите таму имаат многу важна улога. Ако ви кажам дека во Берлин имаше повеќе од 25.000 волонтери кои што буквално секој дневно беа тука за нас да ни помогнат буквално за да се снајдеме, нели каде се тренинзите, каде треба да се надпреваруваат. И како што кажа Кате, значи тоа е огромна организација која што изискува светски размер. Значи светски размер, односно за тоа е потребни се градови, локации од светски размери. Јас ќе најавам само дека секогаш на крајот на една олимпијада се најавува веќе новата олимпијада, така да за 2026 година најавено е летните олимписки игри ќе се одржуваат во Чиле. И вие веројатно веќе ќе се подготвувате. Веќе сме во фаза, така како што. Но ајде да се задржиме на овие, бидејќи Моника пред малку спомена интензивни тренинзи и благодарност до родителите што нели го даваат својот придонес кај сите атлети да можат да ги донесат на тренинзите и така натаму. Што значи тоа интензивни, колку пати се тренираш и Кате ќе ни споделиш за твоето искуство во подготовката, бидејќи сепак се наградите кои што сте ги освоиле, не се наивни. И малку околу изборот на музиката, бидејќи Стефан се закети со сребро со танц на песната Море сокол пие. Дали беше тоа избор на Стефан? Да. Да? Многу ја сакаш таа песна? Да. Море сокол. Тука во срцето? Браво. И веројатно срцето си го оставил на сцена. Тоа Кате ќе ни го Нова олимпијада учествува скијачи и нели во спортски танци, меѓутоа ние ќе зборуваме за спортските танци. Специфично е кога работиме со оваа група на дечиња. Ние во Еурека имаме редовни тренинзи. Инклузивната група функционира со редовни тренинзи инструктори и кога ја добивме, кога одлучивме дека ќе одиме на специјална олимпијада,
Бидејќи е прва година, сакавме некако државата традиционално да ја представиме, а сепак модерно да биде тоа. Музиката мораше да биде одобрена од Стефан и од Илина. Нормално. Право тоа, бидејќи не можеме да продолжиме понатаму. И потоа пристапивме кон интензивни тренинзи и беа интензивни неколку пати во неделата, прифатени од нив, од нивните родители. Секако позитивно, имаше една позитивна енергија во целиот тој процес. Да, апсолутно. И заради тоа е тој успех. Морам да напоменам дека Стефан зема 4-то место, меѓутоа беше во категорија со бевме во категорија со Америка, Кина, Португалија и Македонија. Тие беа највисоко на врвот и сме особено горди. Тој се надпреваруваше во перформинг артс. Тоа беше најдобриот стил за него. Мислам дека го извлековме максимумот од Стефан, навистина. Илина се надпреваруваше во стрит денс и таа играше на песна. Од кого Стефан, Илина? Од кој пеач? Тоше. Тоше, ете така. Така да костимите беа изработени од Елена Лука, уште една општествено одговорна компанија. И некако заеднички таа енергија се препозна уште од стартот и навистина имавме одлично представување. 1500 чинам дека олимпици, вистински спортисти и 107 земји чинам дека вклучени во годинешната игра. Толку беа, 107 земји, навистина една голема мрежа и сите активно работеле, подготовките секаде течат. Тоа е долг процес на подготовка, па и ние бевме во тие. Стефан беше возбудливо? Не. Убаво беше? Да. Да? Супер. Запозна доста луѓе? Пријатели нови? Да, од Америка, од Кина? Да. Од Венецуела? Од Венецуела? Да. Сега ќе се спремаш и за следните летни олимписки? Да. Одлично. И најважно да споминеме, ако не грешам, бидејќи тука е мајката на Стефан. 4 чинам, дека така, 4 до сега олимписки игри. Да, јас си ги запишав, само да видам, значи Лос Анџелес, во Емиратите, во Берлин и ова во Италија. Но се надевам дека и оваа во Чиле следната исто така ќе биде. Да, секогаш да. Ние гледаме нормално учесниците да бидат селектирани од нашиот спортски директор. И секогаш зависно од тоа кои квоти, пошто ние сега ќе аплицираме и потоа ќе ни ги дадат квотите и потоа ќе можеме ние повторно да аплицираме со атлетите што ќе бидат од овде избрани. Меѓутоа навистина се трудиме да имаме најдобри атлети и олимпици, онаму каде што сме доста добри. А добри сме многу во пливање, во атлетика и во денс. Ако направиме некаква стратегија каде сме, што сме. Не велам дека не треба да инвестираме повеќе во другите спортови и навистина една од задачите кои што јас лично си ги припишав е да се зголеми бројот на спортови кои што ќе бидат уфатени во специјална олимпијада. Меѓутоа, за тоа ќе ни треба навистина и голема помош од сите институции на македонската влада и тука ќе ги спомнам, освен Министерството за спорт, тука е Министерството за едукација и новото Министерство за млади исто треба да биде вклучено, за да можеме сите заедно и општествено одговорните компании кои што даваат се од себе да помогнат во вакви проекти. Значи, да повторам дека специјалната олимпијада 22 години, 23-та година е непрофитна организација која што работи под лиценца на Вашингтон и која што е формирана од 1968 година од страна на Кенедиеви и нашата цел е преку инклузивност и преку спортот да обезбедиме рамноправност за оваа категорија на атлети. Да, и ова добро што го спомена и Моника и Ката и до тебе. Чинам дека голем дел од лицата за жал можеби со попречености нели така натаму биле екстрахирани можеби ќе кажам од системот во минатото баш со оние специјални олимпијади и така натаму. Чинам дека инклузивноста многу повеќе се чувствува сега и ова мислам дека го ревидираме како можеби податок дека биле понекогаш исклучени. Да, се сложувам, меѓутоа не значи ако вие го ја спомнувате инклузивноста дека таа ќе сама по себе ќе се донесе, така е. Меѓутоа треба да се зборува за инклузивноста, меѓутоа сметам дека треба да се прават конкретни чекори.
Конкретно, пак ќе спомнам во однос на воведувањето на некоја систематизација, односно ние да влеземе во националната програма на владата на Македонија, која што нели нема да бидеме оставени на маргините, туку ќе бидеме секако поставени како една спортска организација која што и текако ги ја представува Македонија на овие големи светски настани и како што гледате се враќаме со успеси. Да, инклузијата мора да биде применлива, не само да зборуваме. Моето искуство е долгогодишно во работа со инклузија и танц со лица со попречености и тврдам дека овие лица имаат голем потенцијал и голем капацитет, но исто така тврдам дека е многу неискористен. Да, ти го спомнав. Од различни причини, аспекти. Во овој случај имаме позитивен фидбек од родителите и посветеност и расположеност и меѓутоа има многу дечиња кои што не можат да ги донесат, немаат можности, немаат финанси и така. Сепак е ова големо залагање. Како што кажа Моника, треба да има голем систем, добар систем за да можеме да ги вклучиме повеќе и треба да бидат вклучени во сите сфери од животот, вклучувајќи култура, уметност, танц. Моника, како можат некои луѓе да се приклучат на специјалната олимпијада? Верувам дека сте отворени за нови атлети, особено тоа што и Кате спомена дека има многу деца, бидејќи низ годините сте работеле, еве конкретно за танците. Танцот е говор на тело. Да. Апсолутно. Значи, има можност за големо изразување на овие дечиња и баш сметам дека тоа е еден вид терапија во нивниот развој. И тоа се покажало и докажало низ годините. Тоа и се докажало, музиката и музиката исто така, ние работиме на музика, на движење, нема ограничувања, така да има голем неискористен капацитет. И сега како може само Моника да ни одговори да остане делот? Имаме повеќе начини како можат да се вклучат. Прво, нели родителите на деца со интелектуална попреченост се секогаш добре дојдени да не исконтактираат нормално, да направиме евалуација, да седнеме, да поразговараме кои се тие спортови каде што ќе може да се вклучат и така натака. Ќе да дадеме програмата. Значи имаме ние со неколку спортски рекреативни центри склучено договори и со тренери на кои што им се заблагодарив, кои што се вклучени во специјална олимпијада. На тој начин ќе можат да дојдат и станат наши членови. Значи ова нека биде директен повик? Така е. Слободно може да дојдат и да не исконтактираат. Меѓутоа, јас исто би се фокусирала и на оној делот на волонтерите, односно сите оние кои што сакаат да бидат вклучени во било кои од активностите на не постои поблагородна работа. Така е. Значи тука зборам и за помлади, за повозрасни, значи добре дојдени се сите, исто нас да не исконтактираат и нормално имаме активности, програма за целата година во кои што ќе може да се вклучат и да помагаат. И верувајте дека сите така сме почнале. Сме се препознале во сето ова, па сега малце и повеќе помагаме. Така да секогаш ќе бидеме отворени за помошта која што можат они да ни ја дадат и нормално тука сме за атлетите со интелектуални попречености да им овозможиме подобар и посреќен живот. Да им дадете една платформа каде што ќе можат да се искажат, да ги искажат своите бројни таленти кои што ги имаат. Апропо, долгорочноста, читав и слушав интервјуа во минатото, бидејќи со Цеца доста сме обработувале темата низ годините кога се случуваат на секој 4 години или секако и овие игри. Секој пат, да речеме, тренерите како Ката и така натаму се провлекуваат, дури и светски медицински тимови кажуваат за долгорочноста и долговечноста кај овие сега веќе спортисти. Така. Преку овој начин, како се дава стимулот кај нив во животот и на кој начин потенцијалот се вади, како една животна енергија, тука некако и заклучокот дека... Тоа е на целото семејство. Всушност, сите овие активности, мислам, тоа би било добро и родителите се го кажат, меѓутоа од низ годините и се од искуството зборува дека ваквите активности помагаат на издигнување на целото семејство. Че тие не се на маргините, се вклучени равноправно со сите останати и мислам дека треба да се што побројни. Сакав да напоменам една мисла, кога ги спомна Моника волонтерите, имав можност да се дружам со многу волонтери на специјалната олимпијада
позитивни, посветени. И така неколку денови низ комуникација ги прашав, добро, дали сте вие платени? Кој ви е мотивот да бидете дел, работите многу, да се залагате за сето това? Ни одговорија не. Дури имав можност со нашиот волонтер, што беше Фросина, прекрасна особа, и кажа дури на дел од манифестациите и самите си го плаќаме и превозот и трошокот, само за да бидеме. Кој ти е мотивот? Дружбата и разменување контакти. Има ли нешто побаво? Про боно кога се вклучуваме, мислам подобра духовна сатисфакција. Порака до младите дека не секогаш треба да бидат мотив појдовна точка финансиите. Да. Има многу повеќе, особено во оваа специјална олимпијада, има многу повеќе од придобивки од. И затоа треба да зборуваме за инклузија на глобално ниво, затоа што ете овие манифестации само се показател за тоа колку е моќна таа инклузија во одредени земји, а што се може или колку може да ги помести границите, чекорите и кај нас во нашата држава. Затоа апел до сите да ја направиме таа инклузија секогаш, секаде, на секое поле каде што можеме. Моника, ти го споменавме Чиле, но тоа е 2026-та, така? До крајот на годинава, бидејќи постојано се активни атлетите, можеме ли да најавиме нешто друго на што се премате? Сеќавам дека минатата година знам дека Тие спомена Малта утрава. Постои има некако нели покани како национални тимови каде што има календарски освен да речеме големите првенства и вакви манифестации, да бидеме дел од некои национални игри, како што беше Малта. Како што кажа Кате, со тоа вмрежување на меѓународните организации, односно организациите како нашата во другите земји, имаме можност на нивна покана да учествуваме на некои меѓународни, меѓутоа помали. Ние исто лани направивме во април месец еден таков меѓународен турнир по пливање, кај што навистина сме добри, навистина си ги добивме сите најубави медали. Ќе ги пофалам нашите атлети и го организиравме овде во нашиот базен во Борис Трајковски, спортскиот центар. И тука поканивме 6 делегации кои што дојда и беа од околните, да кажам, земји. Таква слична планираме да направиме и во оваа година, посветена на кошарката, која што е исто многу важна за нас како спорт. И секако до крајот на годината, доколку имаме такви покани, секако дека ќе успееме, нели, се надевам, да пратиме и наша делегација. За сето ова нас многу ни се важни, иако сме нон-профит организација, секако ни се важни сите тие финанси за да можеме убаво да ја спремиме секоја наша делегација, да ја подготвиме, тренинзите непречено да се одржуваат, да ги облечеме, да ги дотираме и да бидат представници на Македонија. Беше Стефан кога вежбавме? Да. Ама убаво, така? Да. Имаше многу подготовки, Стефан. Да, јако. Јако беше? Да. А на сцена дали беше? Трема имаше? Не. Не, после 4 олимпијади каде ќе има трема. А која ти беше најубава вака, може би олимпијада? Лос Анџелес, Емиратите, Берлин или оваа сега во Италија? Берлин? Да, она што и Моника пред малку го сподели, така, како искуство. Моника да сподели 25.000 волонтери? Да, 25.000. Ете обемноста, секоја чест. Сакав само да прашам Моника како председател, со колку тренери располага специјалната олимпијада во моментот и дали можат во моментот пак повик да биде вклучување за истата стратегија во Секако, Марко, секогаш се добредојдени нови тренери. Меѓутоа во моментов се зависи нели од нормално финансиска конструкција што ја правиме ние на годишен. Така е буџетот годишен, меѓутоа располагаме помеѓу 10 и 12 во секое време. Активно вклучени постојано. Активно вклучени постојано. Голем поздрав еве до сите нив кои што навистина се многу активно вклучени и посветено работат со секој од нашите атлети. Така да во секој случај нови спортови ќе вклучуваме, меѓутоа еве јавен повик за нови тренери повторно нека не контактираат, тука сме. Прекрасно. Да ја продолжите оваа стратегија, прво нели пред се да апострофираме инклузивноста, Стефан, да се гледаме вака да ги редиш медалите
Злато да ни донесе следен пат. Горделиво да се вее Стефан сега македонското му знаме. следуваат многу надпревари по тан. Именно Ова тоа му ќе е беше сезона прашање. на надпреварување. Еве, каде, ајде сподели ни, каде Ете се? така. Стефан прво ќе оди во сега во Скопје надпревар, во Гевгелија има надпревар, во Србија има надпревар. Сезона на надпревари, да. Тоа значи Пријателе. секој ден тренинзи? Да, Убава и година активно ќе биде, а? работиме на подготовки. Јако ќе биде? Браво. Супер, ви Супер. посакуваме навистина плодна и успешна година, да зборуваме вака, да ве викаме, да се слушаме, да се гледаме само за навистина работи кои што се вредни да се споделат во телевизискиот етер. И апел ете и до медиумите да бидат многу почесто вклучени во сите ваши Именно. активности. На тој начин се прави инклузијата, затоа што нели она што предмалку го потенциравте вие две, не треба да биде тоа само на зборови, треба да биде на Дела. дела, Применливо, да. апсолутно. Мора да е применливо. Како не. И навистина би сакала да се дружиме почесто, да зборуваме и за танцот и за се она што навистина овие атлети можат да го покажат, а веруваме дека имаат огромен потенцијал. Беше огромна радост, толку ќе ви Се кажам. надевам дека убаво си Баш ми беше поминавте. радост да те запознаеме, Стефан, и те чекаме повторно во Телма. Се гледаме, така Стефан. Има прилики, дефинитивно. Голем поздрав до целата екипа, се радуваме на овие успеси и еве ги моментите кога Цеца и јас и целиот тим се радуваме кога денот апсолутно ни започна со Да. инспиративни И приказни. со медаља. И со медали, нели? Па прекрасно, има ли нешто? Да. Ќе мора да ги вратиме, сепак, ама ќе остане Ама тука во вака меморија. 15 на 20 минути. Фино горделиво. Ни беше драго, горделиво Стефан, што репрезенти ни ги бевме. позајми.